Во сабота на 5 мај од 11 до 13 часот во меѓународното училиште Нова по 6-ти пат ќе се одржи семеен базар, организиран од самите ученици, нивните родители и огромно задоволство го имаме Иван Новаковски од меѓународното училиште Нова и Катерина Златановска Попова, представник од Позитиво. Добар ден и добре ни дојдовте во студиото на Портик. Добар ден. Првенствено морам да ве прашам како се чувствувате? Јас одлично. Јас многу пријатно. Баш ми е драго. Базарот има хуманитарен карактер, 6-та година поред се одржува. Ајде малку повеќе за сите оние изминати години, малку по малку како прерасна, односно како стигнавме до оваа 6-та година. Искуството што го покажа изминатите години, секако бидејќи со хуманитарен карактер, каде ќе одат средствата? Значи, во склоп на училиштето Нова има една организација на родители и професори, кои што најчесто во текот на годината организираат повеќе настани, меѓу кои и овој семен базар со хуманитарен карактер. И они беа првите кои што всушност започнаа идејата да се организира ваков тип на настани. Значи вкупно 6 години, ова е 6-та година, и во изминатите 5 години всушност успеа преку овој семен базар да собират средства за повеќе хуманитарни цели. Ја можам да наведам некои од работите кои што организацијата ги има реализирано во изминативе 5 години. Тоа е значи средства за домот на доенчиња од Битола, Центарот за рехабилитација на млади, Домот за деца без родители 11 октомври, невладината организација Отворете ги прозорците и детската болница во Скопје. Значи секоја година се одредува одредена установа на која што ќе се помогне, така да ќе зборуваме за тоа која е целта од овие 3 институции кои што оваа година ќе ги поддржиме. Ајде, кои се овие 3 кои што оваа година ќе ги поддржите? Овие кои што ги споменавте се оние од досегашните семени базари кои што сте им помогнали, односно сите средства кои што се собрани се отидени, верувам, на прави места, бидејќи ова се навистина институции каде што е потребна помош во секое време. Оваа година кои се 3 институции каде што ќе заминат средствата кои што ќе се соберат од тој базар? Јас ќе оставам Катерина да каже. Секако, оваа година одлучивме да го прошириме кругот на корисници, значи да не биде целта фокусирана само на едно место, и мислиме дека резултатите ќе бидат повторно одлични како и претходните години, токму затоа што изборот падна на Центарот за диференцијално учење во рамките на Нова. Тој функционира и работи исклучиво со дечиња кои имаат пречки во учењето и им помага и ги поддржува во постигнувањето на целите. И второто здружение кое ќе го поддржиме е покрај Позитиво, нели? Дајте ни крилја. Значи на децињата со специјални потреби ќе им обезбедиме специјална опрема која ќе им помогне да можат да ја следат нивната рехабилитација со помош на полни кончиња. Одлично. Ајде малку повеќе за овој базар, како тоа изгледа и што се имаат можност посетителите кои што ќе дојдат таму во сабота, да видат, да купат? Базарот во овие изминати 6 години еволуираше. Стана од релативно мал настан во кој што беше фокусиран на Нова, во еден огромен настан во кој што поминуваат помеѓу 1000 и 1500 луѓе во текот на денот, и за да може да се привлече таква маса на луѓе да донираат средства, организиравме безброј на активности. Така да јас ќе наборам неколку активности кои што ги имаме во склоп на базарот. Значи имаме лотарија со главната награда која што е продолжен викенд во Истанбул за двајца. Исто така, меѓу другото, имаме штандови за најчи ракотворби кои што ќе продаваат нивни лични изработки. Дел од средствата одат повторно за хуманитарни цели. Она што е посебно интересно во настанот е секако меѓународниот штанд за храна, каде што наши родители, странски амбасади ќе се представат со нивните специјалитети. Имаме 12 различни земји кои што оваа година ќе се представат. Тука би ги споменал, да речеме, холандската амбасада, ќе биде присутна и холандската амбасадорка со незините специјалитети. Исто така ќе биде американската амбасада, дури и американскиот амбасадор Пол Волерс ќе готви за посетителите на настанот, а секако надвор од овие две случувања, исто така имаме и детско каче, ќе има замок за скокање, ќе има кончиња за јавање, исто така ќе има и една сцена на која што ќе настапува страна, и секако дека ќе оставам Катерина да зборува за кошаркарскиот турнир кој што го организира Позитиво. Така, во склоп на овогодишниот 6-ти семен базар ќе се одржи и турнир во баскет.
Точно. За прв пат во склоп на овие 6 години изминати, односно 5 ова е 6-та, одлучивме да додадеме уште една интересна активност, која сметаме дека ќе привлече внимание, многу навивачи и секако посетители, но и луѓе кои сакаат да допринесат со плаќањето на котизацијата, која е символична, 600 денари, и сите средства собрани од баскет турнирот, повторно одат за нашите драги дечиња од Димитар Влахов и активностите кои продолжуваат таму. Веќе се во тек, но ги продолжуваме и понатаму. Кој се има право да учествува на тој турнир? Баскет турнирот е наменат за сите кои се влюбеници во баскетот, но не се регистрирани како официјални професионални играчи, за да нема неправда. Токму така. И сите да се чувствуваат рамноправни во моментот кога се одвиваат надпреварите. Баскетот е замислен како надпревар 3-3, со тоа што на тимовите им е дозволено да имаат и 2 замени, така да 3+2 е структурата на целиот баскет турнир, односно на тимовите. Ќе биде во 3 категории? Ќе биде во возрастни. Многу се радуваме бидејќи веќе имаме пријавени кандидати. Пријавањето тече всушност до денес до 16 часот на нашата веб страница и практично секој може да си го пријави својот тим до денес, а утре веќе почнуваме од 10 часот со загревање, со потпишување на сите тие документи и официјалната регистрација. Ќе добијат сите подароци од нашите донатори, освежување, вода и енергетски барови. И потоа очекуваме да имаме една силна борба. Еден од тимовите е и на нашиот познат музичар Пепи Ренџов. Така да, мислам дека ќе има интересни надпреварувачи и целиот настан ќе зрачи со една убава позитивна енергија. Сметаме дека едноставно ќе понудиме на целото семејство забава за да го поминат својот ден на едно убаво место. Само да прашам колку тимови до сега се пријавени за овој турнир? До сега се пријавени, последниот пат кога проверив беа 7, со тоа што знам дека требаше да се регистрираат уште 2 девојчиња, но со 2 тима од девојчиња, значи веќе имаме околу 10 тима пријавени и мислам дека утре ќе имаме многу интересен надпревар. Јас би сакала само да ве прашам што очекувате од овој 6-ти базар. Веќе години назад, како што спомена Иван, дека голем број на луѓе доаѓаат и го посетуваат базарот, се задржуваат таму и во текот на целиот ден, бидејќи имате навистина интересна програма. Што очекувате од овој 6-та година, поред овој 6-ти пат? Очекуваме да собереме доста средства за сите 3 цели кои што ги наведовме. Очекуваме да си поминеме убаво, исто така. Уште побитно очекуваме да нашите посетители кои што ги каниме преку вашата емисија и телевизија да дојдат да не посетат, да они си поминат прекрасно, посебно ако немаат некоја случка утре помеѓу 11 часот и 15 часот да дојдат да не посетат. Сето тоа е за добротворна и хуманитарна цел и се надеваме дека ќе продолжиме со оваа традиција и во иднина, зашто мислам дека ваква настани како се потребни и на тие кои што учествуваат и како спонзори и како донатори, а и на тие кои што доаѓаат да уживаат и да си поминат еден прекрасен пролетен попладневен ден. Јас би сакала да ја искористам оваа прилика и само да споменам дека пред само неколку недели Нова прослави убав јубилеј, па би сакала да позборувам 15 години од своето постоење како прво приватно училиште во Република Македонија, исто така тоа е прво меѓународно училиште во Република Македонија. Беше одлична прослава, одличен јубилеј. Претпоставам дека негде помеѓу 500 до 700 луѓе беа присутни на настанот. Имавме обраќање на нашата директорка Венера Ноаковска, истовремено се обрати и американскиот амбасадор Пол Волерс, чија што керка заврши. Така да имаше заедничко обраќање со неговата керка и се на се беше шанса да се видат стари ученици, сегашни ученици, стари фамилии, сегашни фамилии, сите да се дружат и да се присетуваат на тие спомени од далечната 97 година. И стари професори со стари ученици. Токму така. Еве да споменам дека и Катерина е наша драга стара професорка која што исто така присуствуваше на настанот. Беше прекрасно навистина.
Одлично. Од каде се работката помеѓу Позитива и Нова? Јас порано работев како професор во Нова, така да ние се познаваме многу години веќе наназад. Работев 6 години како професор по француски и италијански, потоа се родија моите дечиња, решив своето време, енергија да го посветам на семејството и еве сега кога веќе постои Позитиво, се одлучивме да соработуваме повторно и повторно целата наша енергија да ја споиме заедно и да направиме нешто добро и убаво. Одлично. Кои се актуелностите кои што ги имате во моментот во Позитиво или кој е на кој што работите нормално надвор од овој базар? Така. Проектот кој беше замислен во однос на чоколадната аукција е веќе при крај. Морам да нагласам еве и да најавам дека во недела сите гледачи на емисијата Ајде дома ќе можат да го проследат првиот дел, бидејќи реновирањето одеше во 2 фази. Така да едниот дел е веќе завршен, учениците се вратија во своите простори во интернатот, ги оспособивме да можат да престојуваат и да живеат таму. Уште еден дел од намештајот, од останатите детали треба да биде дозавршен и тоа ќе можат сите гледачи да го видат во втората емисија. И многу се радуваме што ете за многу кратко време успеавме да го изреализираме проектот наречен Чоколадна аукција 2012. Волја и со многу позитивна енергија и желба може за кратко време да се постигнат големи работи. Децата се пресреќни. Кога се вратија не може ни да веруваат дека се враќаат во една нова средина. И тоа е неполни со нова енергија, токму затоа и еве го имаме следниот проект веднаш за кратко време со Нова. Веројатно ќе направиме мала пауза за време на летните месеци и потоа од септември ќе почнеме со нови проекти. Јас ви благодарам за денешното гостување, Иван, Катерина. Навистина ми беше драго што денес бевте мои гости. Ги каниме на самиот крај разговорот сите оние кои што не гледаат во моментот да утре го поминат својот ден, односно својот неработен ден, на саботата да ја поминат во Меѓународното училиште Нова. Јас им ветувам одлична забава, истото верувам дека и вие. И сите оние кои што ќе дојдат ќе се уверат во тоа. Секако. И благодарим уште. Довидување.